за тутунарите, активно вклучување на власта како гарант за обезбедување високи цени на тутунот, откуп на целата реколта и намалување на бројот на класите. Ќе ја платиме разликата од 60 денари како изгубена цена од оваа влада за реколтата од 2010. Парите ќе ги вратиме назад према луѓето. После 6 години лажни ветувања за изградба на хидроенергетскиот систем Чебрен и Галиште, стојам пред вас и ви ветувам. Ова ќе биде еден од нашите главни приоритети. Ќе го вратиме животот во Мариово. Ќе им дадеме храна на илјадници, градежници и мали фирми. Денеска мора да покажеме дека Македонија се грижи за оние кои некогаш ја граделе. Затоа новата влада на СДСМ за прв пат во Македонија ќе воведе државна пензија за сите над 65 години кои што не успеале да ги задоволат условите за пензија. Ја барам довербата за влада која ќе биде за сите и од сите, за влада која ќе нуди иднина, а не минато. Не знам дали ја следите кампањата на ВМРО-ДПМН во овие 20 дена. Човекот кој што со години наназад ја има целата власт во оваа земја, 63 пратеника имаше. Замислете, цела држава е кренал на нозе. Влече автобуси по сите митинзи со себе. Троши десетици и десетици милиони евра народни пари. Се утепа и се заборави оставање на камен темелници и фрлање на лопати. И сето тоа, за да му се кажело збогум на еден единствен човек. Абе, Никола, абе, бата ли таа работа? Абе, не бива, бе, брат. Јас од денеска ништо да не работам, уста да не отворам, пак од сенката ќе ми се плашиш. Страво ти е голем и треба да ти е голем. Ке победиме за нас, за нашиот народ, ке победиме за Македонија.